Благодарам на присуството. Државата со власта на Заев тоне во неспособност, криминал, корупција и поделби. Тоа не е констатација само на ВМРО-ДПМН, туку и на релевантни меѓународни организации. Угледниот think tank од Соединетите американски држави, Фондацијата Heritage, во својот годишен извештај за 2021 година за рангирање на земјите во светот според нивото на економски слободи и права, и рангира Македонија на 46-то место со 68,6 поени, што е пат од 5 места во споредба со минатата година, кога Македонија била рангирана на 41-то место. За 4 години власт на неспособниот и корумпиран систем на Заев, Македонија паѓа за 15 места на листата на Фондацијата Heritage за економски слободи и од 31-то место во 2017 година. Сега Македонија се наоѓа на 46-то место. Значи, во 2017 година Македонија е на 31-то место, во 2021 година на 46-то место. Тоа е 4-годишно константно назадување заради корумпираната влада на Зоран Заев. Заради истата таа корумпирана и неспособна влада, Македонија се наоѓа во друштво со Руанда и Јамајка, како и Колумбија, а секоја година станува се полошо. Heritage за 2021 година констатира дека Македонија има пад на скалата на економски слободи и права за 0,9 поени. Ова е уште еден меѓународен извештај во кој што се кажува дека Македонија не само што не оди напред, туку тоне. Има пад и во делот на судството и интегритетот на владата. Имено Фондацијата констатира дека судската ефикасност и интегритетот на владата се под минималното црвено ниво. Со 40,4 поени за судска ефикасност и 41,9 поени за интегритетот на владата. Владата се наоѓа под црвената линија, односно нема преодна оценка за државата. Според Фондацијата Heritage, за подобрување на позицијата на Македонија се потребни реформи во судството и реална борба со организираниот криминал и корупција, кој што сега ги нема. Македонија бележи пат и во делот на слобода на работниците и бизнисот, но и слободната трговија. За ова исто така предупредуваше ВМРО-ДПМН. Извештајот го потврдува тоа што ВМРО-ДПМН со години го говори, а тоа е дека економските политики се лоши и дека инвеститорите не доаѓаат. Имено, се вели дека нивото на странски инвестиции е ниско за европски стандарди. Значи, од држава која што беше рекордер во странски инвестиции, сега Македонија е држава која што има ниско ниво на странски инвестиции за европски стандарди. Тоа што Heritage го кажува, народот го живее 4 години. И затоа, на овие избори, коалицијата против организираниот криминал и корупција, предводена од ВМРО-ДПМН, ќе ја порази власта на Заев. Владата ќе падне и ќе има одговорност. Во делот на економското функционирање, се вели дека отварањето на нова фирма сега чини многу повеќе отколку пред 4 години. Потребно е повеќе време и има многу поголеми бирократски процедури. Сето ова кажува дека бирократијата го јаде системот и бизнисот не може да функционира, корупцијата цвета, а економијата тоне. Ова е уште еден шамар за владата на Заев. Ова е црвен картон за неспособноста, но исто така е црвен картон и за државата и има негативни импликации на секој еден инвеститор и на секој еден работник. Со Заев Македонија ниша само неуспеси и се споменува во светот само по криминал, корупција и лоша економска политика. Потребни се промени, потребна е нова енергија и нов правец, кои што ќе ги донесат следните избори во октомври. Ви благодарам на вниманието, повелете ако има прашање. Повелете.
Изборите кои што ги гледате како решение на проблемот, во тек е објавување на кандидати и листи, особено познати се кандидатите и листите на независни иницијативи. Се собираат и понатаму потписи. Овој пат гледаме многу независни листи, многу независни кандидати. Како гледате вие на тоа, односно дали тоа може да представува конкуренција на опозицијата, бидејќи тие искажуваат незадоволство од оваа власт? Тоа е едното прашање. Второто прашање ми се однесува на вчерашната одлука на влада личните карти да се издаваат на новите образци со користење на новото уставно име, иако законот не е поминат во собрание, повикувајќи се на уставните одредби. И уште едно прашање ќе ви поставам околу вчерашната коментар ми треба околу вчерашната изјава на првиот човек на Комисијата за заразни болести дека не била почитувана нивната препорака за забрана за групирање и свадби во затворен простор, односно дека одлуката да се отворат угостителските објекти во затворениот дел била политичка. Како вие гледате на себе? Благодарам. Во однос на првото прашање кое што се однесува на поднесувањето на независни листи, сметам дека е добро граѓаните да имаат избор. Богатството на демократијата е што поголем избор и што повеќе кандидати. Во таа насока и јас го гледам како позитивно за ВМРО-ДПМН тоа што има голем интерес за независни листи кои што кога ќе ја видите структурата на луѓе кои што се кандидираат, се досегашни поддржувачи на власта. Се работи за луѓе од граѓанскиот сектор најчесто, кои што беа досегашни поддржувачи на власта на Заев и исто така за структури кои што се или се уште актуелни членови на СДСМ или досегашни членови на СДСМ, како и структури кои што се досегашни или актуелни членови на помалите коалициони партнери на СДСМ од типот на Либерално-демократската партија, на Дом и така натака, а дополнително и овие партии најавија самостоен настап, што кажува дека власта на Заев се руши и распаѓа по сите шавови. Во однос на опозицијскиот настап, значи ова е во кампусот на власта и јас сите овие независни листи и кандидати ги гледам во делот на кампусот на власта и тоа си е проблем за власта и уште една потврда дека власта ќе падне на овие локални избори. Во однос на опозицијскиот настап, ние ќе имаме обединет настап како коалиција која што треба да се избори против организираниот криминал и корупција. Работиме на тоа и забрзо ќе презентираме, веќе некои контури се познати во јавноста и во тој дел ни е потребно окрупнување на гласовите, затоа што ова се мнозински избори, пред се во делот на избор на градоначалник и 100 гласа може да решат дали ќе е некој градоначалник или не, и затоа сите тие гласови треба да се концентрираат на конто на оваа коалиција која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМН, затоа што глас за помала политичка партија од опозицијата, која што нема да е дел од големата коалиција на ВМРО-ДПМН, е всушност глас за продолжување на власта на Зоран Заев. Во однос на второто прашање, кое што беше во однос на личните карти, кратко ќе одговорам со две поенти. Прво, не е прв пат ова власт да го крши законот, всушност 4 години кршат закон. И во таа насока, после промената на власта, која што се случи после локални избори, ќе има одговорност. И да ги предупредам сите кои што работат во Министерството за внатрешни работи да бидат внимателни. За многу поситни работи луѓе се по судови сега и од Министерството за внатрешни работи и од други институции, така што за вака крупна работа ќе одговараат, како што и за аферата за пасошите одговорноста нема заврши кај овие ситни риби кои што сега одговараат и кои што мораат да одговараат за да крупните риби не одговараат. И втората работа, јас до денес не добив нити потврда, нити демант на она што го изнесов во јавност пред неколку дена во интервју за телевизија Канал 5, каде што кажав, односно прашав, дали причината зошто Македонија се носи во оваа ситуација, а тоа е да нема лични карти, а да се намести тендерот за образци за лични карти, на исти начин како што има обид и веројатно се мести тендерот за сервисирање на канадерите, дојде државата во ситуација да изгори буквално, за да можат за да се прескокне тендерската постапка и канадерите, односно авионите за гаснење пожар, да се сервисираат не на тендер, туку со непосредна спогодба. И третото беше во однос на изјавата на Караджовски.
После таква изјава на човек кој што е предводник на целата ова политика на мерки во однос на короната, кои што според мене се неефикасни од самиот почеток на пандемијата до денес, но кога таква изјава доаѓа од перјаница на власта, од идеологот на овие мерки и кога е јасно дека власта не го послушала ни тоа што нивниот идеолог на мерките и на справување во наводници со кризата го препорачал, јасно е дека оставки мора да има. Затоа што непредржувањето до мерките, кои што самите си ги предлагале, значат загубени човечки животи секој ден кои што ги гледаме и многу човечки животи во опасност во следниот период. Дали има други прашања? Мислам 3 дека беа, така? Да. За кампањата може да ни кажете како ќе изгледа со оглед на тоа што имаме многу високи бројки на заразени, дали ќе имате поголеми собери во сите градови пред изборите и дали можно да дојде до одлагање на изборите, едно прашање кое што сте наметна во јавноста, зборуваше вашиот председател пред неколку дене, колку озбилно дошли се. Во однос на кампањата, ВМРО подготвува една модерна кампања која што ти е многу локализирана, односно ова се локални избори, за секоја општина ти имаме специфична кампања насочена кон потребите на граѓаните во таа општина, затоа што тоа што е потреба на Штип не е потреба на Охрид, тоа што е потреба на Охрид не е потреба на Скопје и така натака. Така што ти има една јасно локализирана кампања. Секако ќе опочтуваме здравието на граѓаните, кое што е на прво место, но тоа нема да не спречи да комуницираме со граѓаните и да правиме и собери со почитување на сите потребни протоколи, но она што е клучно и што треба да го одговори власта е зашто ја донесе Македонија во оваа ситуација. Во однос на одлагање на изборите, власта е таа која што сака да ги одложи изборите, затоа што е свесна дека пораз ја чека на локалните избори. Локалните избори можат да се одложат само доколку се промени изборниот законник и законот за локална самоуправа. Тоа не може да се направи без ВМРО-ДПМН. Тие два законници нема да бидат променети и избори локални ќе има прв круг на 17 октомври, втор круг на 31 октомври и на тие избори ВМРО-ДПМН ќе ја победи оваа неспособна и корумпирана власт, помеѓу другото и за да добро се справи со корона кризата, затоа што ова